Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Залади малку време, почнавме повторно гости да каниме во студио, не дека амбиентот ни е непријатен, напротив, ама некако сите клапна. Никола Александров Ристевски, повторно си гостин овде кај мене, ти благодарам. Сега е можеби најинтересно време за луѓето пост-корона. Малку е проблем да се излезе од држава и сега бараат места каде да одат, што да одат. Македонија станува се поинтересна. Со децении имавме впечаток дека освен Охрид, Дојран, Преспа и немаме што да видиме. Со твоите гостувања веќе се освестивме дека Македонија има таква спектакуларна, продуховена екзотика, како што стварно ние само ни требаше малку некои очи да ни отвори, дека не е се во лежалки, гиро и солена вода. Има навистина работи кои што можеш и да се одмориш, за оние што сакаат малку поактивно, ти им нудеше низ мојава емисија интересни места, локации, па и некои групни екскурзии за такво нешто. Но знаеш како, мене сега сакам да сублимирам се од оние твои гостувања. Прво, ме интересира што тебе те кликнува на Сабајле да станеш и да функционираш. Зошто го правиш тоа што го правиш? Што те мотивира? Благодарам за воведот. Живи здрави, мило ми е баш што ово четврто гостување ќе можеме да направиме ретроспекција кој што спомнена се до сега. Прекрасно прашање. Но на Сабајле што ме мотивира? Сонцето Јанко. Сонцето како животворна енергија и оноа што го дава, кога сонце дури да е облачна светлината од сонцето која ќе ја видам напред, ме потсетува на таа животворна сила секој од нас и на таа животворна сила што ги одржала и нашите предци, за кои што сепак се надеваме дека ќе ги одржи идните генерации. Секој нов ден е нова борба, нова шанса, нова можност за доброто да го победи злото и и би ноќ и видов дека е лошо и би ден и видов дека е добро. И во денот ни е дадено особено тие првите утрински сати, најубавите текстови кои што сум ги напишал точно во бели мугри, на бела зора, на изгреј сонце. Тие првите утрински сати се и посебно првиот час од сонцето, од изгревањето на сонцето, кога нема штетни UV зраци. И се тој природата е мирна и баш се буди, и населените места се буди, е баш времето кога човек може таа акумулирана енергија одморена од ноќта да ја проектира правилно, не само краткорочно за воденот, туку и за да му одговара тоа за долги стази. Кој што сме спомнали кај мене Овче поле, до Свети Николе, градот на Свети Никола, е регион со еден од најмногу сончеви часови во државата. Сонцето е постојано таму, па ме потсетува на сите стари култови верувања и таа животворна сила ми дава верба и надеж дека еден ден навистина ќе огрее нашата бела зора и новото сонце на слободата и дека нема се да оди деструктивно како сега, туку дека можеби и нашата генерација ќе дочека све ова да си дојде до својот амбис за да почне создавањето и кокреацијата одново да се создава, затоа што сведочиме дека светот околу нас, зборувавме за тоа во претходните емисии, се е веќе премногу конзуматорски, материјалистичко и се тоа, но постои една друга убавина на животот која што навистина ниту едни пари ни ништо тоа нема да ја купат и баш и нели пред ова зборевме за страшниот горе. Нема играње со виша сила, тоа што ни е дадено како потенцијал не треба да бегаме од тоа, па тоа е мојата звезда водилка и лајт мотивот. Вербата во денот и надежта за подобро утре. Фокусиран си на твојот крај, Овче поле, Свети Николе. И мислам дека никој досега на едно општо мнение како премрежение, како затемнување, дека е освен полјана за пасење овци, ништо друго, даде едно ново сосема светло со зборниците, со истражувањето, каде што ни покажа дека то како има многу работи, да не збориме од геоглифот и така натаму. Самиот факт дека ние имаме град по име Свети Никола, ја не знам, постои ли друг град кој носи име на светител со неговата титула? Нели, обично кај нас, знаеш како, Кирил и Методи, па и ким го симнат ореолот. Ни се Свети Кирил и Методи. Никола не е Никола, он е Свети Никола и тоа веќе го прави различен. Постои ли нешто друго што ние познаваме, освен Свети Николе, со таков презнак Сент Џорџ, Сент Мајкл или слично?
Дали имаш сознание? Да, доколку се направи конкретно за топонимот Свети Никола, имам повеќе населени места во светот, во целиот свет кои што го носат името Свети Никола. Конкретно Свети Никола. Но споменавме, пак ќе го кажеме тоа и важно е како информација да се знае. Значи има други градови има, што населени места кои баш онака се посветени на конкретен светител. Да, кога бев пред 11 години веќе имав прилика во Бари да одам кај што се моштите на Свети Никола, музејот Никола Јано, огромна црква, има музеј таму се тоа. И надвор имаше како список на сите Saint Nicholas places around the world. Excellent. Да, имате и на вебсайт го има тоа, може да се види, но во Република Македонија, за воља на вестината, Свети Никола е единствениот град со име на светец. До 1945 според официјалните документи турски, српски, бугарски, но и германски, австрийски мапи, амерички мапи и т.н. Името на градот било Свети Никола. После 45-та е смена, 45-та веќе е сменето во Свети Никола. Според некои стари книги, дали тоа му е омалважува вредноста? Да, тоа доаѓа од српски град Светог Николе. Свети Николе. Тоа доаѓа од српски град Светог Николе. Браво. И сега ќе направиме една паралела, како една предпоставка, не го тврдам ова, може би во 45-та на уредувањето општествено не одговарало да има град со име на светец во државата. Па затоа од Свети Никола е сменето во Свети Николе, како што спомнавме, не знам, во втората... Нешто поише како демонитив да звучи, Као за детенце. Па баш така, баш така. Ке те запрам. Ке дојдеш, ке имаш повторна шанса, сигурно, мислам, ке искористиш за Свети Никола да ни збориш за местото Свети. Можеме да го викаме Свети Никола? Дај Боже, сите го викате Свети Никола, сполајте. Свети Велес, па да му го... Нели, се навикна на Тито Велес, Велес и Мештуро, па еве Свети Велес. Ама нема некој светител Велес. Се шегувам. Од каде можеме да почнеме приказната за Овче поле, за Свети Николе, за геоглифот? Од каде во твоето копање археолошко, историско, архивско, кои се првите знаци за некаква цивилизација, продуховена, технолошка, било каква во тие краишта? Ќе започнем со она што е познато како нешто најстаро. Пред 4-5 години археолозите од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, заедно со соработка со италијански археолози, потврдија постоење на палеолитска станица во Овче поле, за која што велат дека народ таму живеел од 40.000 до не знам 100 кусури години пред нашата ера. Значи палеолитот во Овче поле е потврден. Неолит и други, не е само Узон Мера кај Мустафино кој што го спомнав, туку имаме и други археолошки локалитети од палеолитот. Овче поле е лулката на неолитот, на раниот неолит. И можеме слободно го спомнеме потопот 12.000 години пред наша ера. Потопот, кој што нели познато е во науката дека околу 12.000 години пред нашата ера имало потоп. Денешната наука пример за редени камења или познат шејтан дувари или ѓаволски зидот кај нас, новата наука вели дека е природна формација која што се создала токму тогаш за време на таа катаклизма и потоп и така натаму. Во Овче поле се наоѓаат Рукбаир, Алиндол, Рукбаир кај Горобинци, Алиндол кај Немајинци, Барутница кај Амзабегово. Тука ни се во близина, Вршник кај Таренци. Не е многу далеко ни географски кој ќе видиш и говорливо тука Скопска Црна Гора и сето. Сето тоа е па и на кај Кочани натаму, и на кај Дојра на Неолит. Е како централен дел на Македонија. Да, сето тоа е како слушаме упорно пропаганда за винчанска цивилизација и тана, но локалитетите кај нас за воля на вистината се, например, ако ги споредам со Лепенски вир и Винчево, Србија се и постари од тоа. Ако го земеме Клјосов, истражувањата на Клјосов генетските, тој потврди дека цивилизацијата од тоа време, 10.000 до 4.000 години пред наша ера, од овде отишла нагоре, па потоа се вратила назад. Дека овде е ген почетокот на таа ариевска раса, што се нарекува, што е погрешно представена во периодот околу Втората светска војна и тана преку обиди за пропаганда. Освен неолитот во Овче поле, имаме прекрасна антика. Остани на неолитот уште малку. Кажи ми, сега археолошки можам како на археолог да ти поставам прашање? Јас не сум археолог, не туку сум менаџер на културно наследство и слободно можете да ме прашате. Вака, до која длабочина се наоѓаат
За жал, Не неолитски, палеолитски. Палеолитот и неолитот се многу длабоко. Пример, Барутница кога е копана кај Амзавего пред 50 години има тоа, кога биле словенци, наши американци да копат, има книги за тоа. Барутница е откопана, извадени артефакти све тоа, и е тоа целото затрупано. Уште тогаш се пише во книгите. Сондите што правеа студентите и археолозите од универзитет Гоце Делчев, пак отворија сонди, но тоа е длабоко, Јанко. Тоа сега да не ме фалат гледачите збор за да не ја утнам работата, а тоа иде 20-30 метра надоле како ништо. Знаеш зашто го поставувам тоа прашање? Затоа што археолозите ми велат, ако сакаш да провериш некоја цивилизација колку е стара, вика, на тоа место, вика под длабочината на ископините. Например, секако дека наоѓаш старословенски артефакти во Русија и така натаму, но до метар длабочина е тоа. Овдека вика такви работи ги наоѓаш до 20 метри. А сега ти по на логика и математика излечи заклучок што е постаро, од каде е дојдено и како е дојдено. Да не е овакво. Ме интересира од неолитот што е наоѓано, бидејќи неолитот немал предмети од бронза, орудија, алатки. Тоа пред се било камен, глина. Глина, да. Она што ни е на нас познато е сега. Како... И што се сознанијата? Каков народ, како живеел, што правел? Војна немал. Со милениуми немало војна. Тога живеел во мир, тоа е потврдено. Затоа што на тие слоеви нема остатоци, како пример во Санторини, Крит доле пред потоп. У тие 2-3 години нема скршени черепи, копје у глава, војна, значи немало војна. Покажува тоа дека управувањето и разбирањето на заедница, сега дали биле тоа племенски сојузи, родовски заедници, има разлика тоа. Дали можело во тоа време да се збори за први фортификацијски? Вела дека се е правено од глина и од дрво и од кал, според тоа што е најдено. Глина и дрво и конкретно старите куќи, ако ти текнува големата мајка, куќите се правени во форма на големата мајка со оџак. Бидејќи историјата, археологијата вели првата фортификацијски објект е Јерихон и кој датира не знам колку. Тоа е и се смета дека е првиот град, да речеме. Прв пат кога номадите застанале, се оградиле и овде остануваме, не мрдаме, бидејќи дотогаш било малку поинеку. И сега ми интересира, дали ова биле постојани места, или биле номади, или луѓе кои живееле на тој простор и тука се развивале, живееле, умирале, или биле номади. Ме интересира каков печаток можам да добијам за овдека. Бидејќи ако било мир, предпоставам немале потреба многу да идат. Но дали имало доволно шума, огревот, дрвото било клучно за грејење, се уште не знаеле за јаглен тогаш, предпоставувам. Пасишта и така натаму, сето тоа ги принудувало луѓето во палеолитот да мигрираат. Како било овдека, по твој сознание? Самото тоа што Барутница во тие стари книги од пред 50 години, од првите истражувања, опишена дека е тоа што они го убицирале како локалитет, околу 8 км долга и 4 км широка. Тоа е целиот простор од Велес Штип што е пато, од после Велес до пред Штип, све што е Овче поле, све е тоа, значи Барутница е една цивилизација, на само неколку километра. Баш само тука покрај самиот пат? Баш од двете страни на патот, значи во зборник книга 2 имам преобјавено фототип од 24-та е направена пругата, дека у Белград биле однесени у музеј од Овче поле глава од мамут. Чудо, значи се наоѓани и праисториски животни. Ден денеска ако отидеш у Природонаучен музеј од Скопје, тие стари слонови, диви свињи, се тоа има од Неготино таму, ама од Овче поле нема. Но у старите весници, ево интернет дигитализирани, пронајдовме податок дека дури такви праисториски животни биле наоѓани овде. Тоа што е само Барутница толку голема кај нас. Рукбир кај Горобица. Каде е Барутница? Барутница е Амзабегово е село кога идеш од Свети Николе кај Овче поле железничката, таму мине патот Штип Велес, таму и се воде Барутница кај Амза култура, кај Амзабегово. Таму се наоѓа на околу железничката станица Овче поле и патот што е Штип Велес и пругата од двете страни таму се наоѓа огромен простор. Ден денеска таму кој ќе одеш ќе гледаш поле, ништо не гледаш таму, пошто тоа е затрупано, не е тоа. Затоа се оградив, не сум археолог, туку работам на менеджмент на културно наследство, затоа треба да се... за збор,
Само барам твоите сознание и твоето мислење. Никој нема да ти суди и да сгрешиш. Тама еден може да ни суди, секако само. Не, сепак ако си археолог од институција и така натаму, тогаш инсистирам на детали што науката точно вели. Сепак ти идеш малку и пошироко од онака мултидисциплинарно, мултидисциплинарно и има други сознанија кај што ја би те замолил слободно шпекулации. Кои се твоите шпекулации што еве не би сакал официјално негде да ги извадиш, но кој е твојот впечаток? Мојот впечаток е дека тие пеонци во антиката не се доселиле, пајонци или пеонци како ги викаат 7 век, таму 8 пред наша ера, дека прво доколку се доселиле, тоа биле некој народ што од тука си отишол негде па се вратил, а втората опција е дека тај народ бил од секојаш тука. Зошто го зборувам ова? Ако тргнам од сега назад, тие стари родови што се знаат, сите што си ги знаат, малку секој што си ги знаат семејните дрва 3-4 века назад, но има и такви, па и до пред турско време што се вика, сите си кажуваат дека се си од тука, никој не е доселен од негде. Може само да се префрлило од едно село од друго. Утепале га бего отишло од другата нехија за да не га судат. Народот си е тука цело време. И по сам однос менталитет, однос кон земјата и сето тоа покажува дека тука има до секој град во Македонија, до секое село има рит што се вика градиште. И сега не можеме ние да сметаме дека тај стар народ биле многу прости и они гледале рушевини од некој град таму и ги викале градиште. Не вре, таму стварно имало градови и градишта и како топоним тоа е задржано и ден денеска во нашиот јазик. До буквално секое село, градче во Македонија има рит што се вика градиште. Тоа ни покажува на остатокот таа стара цивилизација. Нема град во Македонија до кој што нема среден век, рано христијанство, антика па и неолит, колку секој. Тоа ни покажува дека денешните населби водат хронологија и постоело ли некаков ред во палеолитот, на пример архитектонски, инженерски пристап за одредени работи, користење на тркало, не знам, или одредени алатки? Мојот впечаток е дека она што модерната наука се обидува да го представи е дека малку далеко од вистината, затоа што слободно им си зијам за право да претпоставам дека тие луѓе од илјадници години пред нас биле троа повеќе поразвиени и поинтелигентни од ние што сме сега, а денешната цивилизација благодарение на ограниченоста во која што живее, тоа го толкува на таков примитивен начин. Океј, кажи ми ги твоите размислувања за тој народ. Како живеел, што работел, дали имале чувари на огнот, бидејќи, ако не се лажам, во тоа време во палеолитот една од најбитните работи било огнот, да се одржи. Не можеме да збориме ние за тоа, затоа што тоа, да, можеме да претпоставуваме, тоа е илјадници и десетици илјади години назад. Она што се знае според пронајденото локалитет и сето тоа, тие луѓе не биле као нас. Значи, како нас, мислам као денешната човечка цивилизација. Затоа што, пример, убивале животни само по потреба, за да се прехранат. Не убивале вишок животни за да си прават жените бунди, пример. Тие луѓе не ја експлоатирале земјата за да направи вишок и да ќаре од комшијата. Туку тие користеле разумно. Односно, мојот впечаток е дека тие стари цивилизации на овие простори биле многу повеќе поголеми луѓе од нас и знаеле како да се однесуваат спрема кон природното богатство и убавина која што им била дадена. Па затоа толку години биле во мир. Зошто биле во мир? Ако била оваа плодна земја, зошто не била и богата земја? Зошто не била цел на номадски? Зошто не била цел на напади од други армии? Значи, тоа време од Дунав нагоре било све мраз. Кога нас имало цивилизација, нагоре било све замрзнато. Немало луѓе горе. Науката тоа го потврдува. Значи почнале да се топат тие мразови нагоре и сето. И тоа номадско, еве скитите нели као племе се најни светот. Да кажеш дека по некој редослед природен потопењето големото ледено доба, цивилизацијата овдека почне и се уште нема такви со илјадници години, да речеме, нема војски кои имаат потреба да идат на други места, да јадат живи луѓе. Точно така, ги имале потребните ресурси на местата кај што живее. Сега, дали е тоа, неќам да влегувам во Ерих фон Даникен и Ancient Aliens и натаму? Не, Ерихон е археолошки наук. Не, за Ерих фон Даникен неќам да влегувам натаму, да, уопште не. Даникен е цртан филм за
за полуприучени луѓе. Мислам, да не кен да го користиш денеска е, да не кен е интересен за филмови, за гледање, но зрел човек да го користи во некој разговор е вулгарно и тоа покажува неговата... Секој едуциран човек што ги прочитал светите книги, тоа покажува неговата неедуцираност. Тоа не е интересен за читање, отиди на местата каде што он вика ова било во Јужна Америка, кога му отидова BBC debugging која му направија, он не ни отишол таму, Јужна Америка вика еве писта за слетување на елените. За Наскалајнс, да. Да, и има една линија со 4 овако како писта за авион кај да слетам. Ме мрзи, дегутантно ми е да го вадам. И иде тој од BBC, застанува таму и испаѓа 2 метра, тоа е една тракичка од 2-3 метра. Така. Вика изгледа елиените биле оволицки. Знаеш, мислам смешки работи. Те молам да не го расипуваме муабетот. Дали може? Не, дали може? Може затоа што имаш своји размислувања. Какви биле нивните духовни назори? Ако живееш во мир, мора да имаш некаков духовен живот и тоа е покажано дека сегде. Или дури и најпримитивните племиња што се најзаостанети што ги наоѓаме, сите имале они некој концепт за реално, надреално, надприродно, духови, ово, она и така натаму. Што може да се каже еве за неолитот? Извини, малку повеќе те задржав на антропоморфните фигури, ако ги гледаме статуетките, пример, што се по книгите, пошто кај нас во музеј ништо нема од барутница. И мушти по Скопје, по книги, у Словенија. И у книгите, ако ги видиме тие антропоморфни фигури, забележуваме две работи. Едното е дека се представени ликови кои што на нас денеска можат да ни личат на вонземјани, односно ликови што се малку различен од човечки лик, со многу чудни очи, носови, долги и така натаму, но тоа можеби да е начин на изразување на тоа што е правил тоа. Но оно што е важно е, како што сите знаеме... Као да некој го гледа денеска Пикасо после милион години. Баш так. Добро. Но оно што е многу важно е култот кон големата мајка. Не за џабе Македонија е папокот на светот, Катана Мунди, не за џабе тука е матка. Матриархат сме биле? Точно така. И тоа е тоа што кон кое што ако во денешната цивилизација собере храброст да се сврти и да го надмине дуалноста која што ни е поставена и која што не поларизира и дели постојано и прифати дека не е се плюси, туку има и минуси, дека двете работи едно без друго не можат, тој култ кон големата мајка, таа женска енергија, тоа е тоа кое што е, нели, десна хемисфера од мозокот. Тоа е тоа креативно, интуитивно, кое што донесува цивилизацијски напредок, стабилен живот и сето тоа. Ова целото друго тера на војување, на пазато и старата витешка љубов е многу далеко и, нели, она витешко однесување е многу далеко и воопшто неспоредливо од денешното алфа мачо у наводници кажано однесување. Што сакам да кажам? Дека луѓето порано биле многу посвесни за значењето на мажот како единка во општеството, во семејството, во заедницата и како жената. Почитувањето кон женскиот род, како весел, како носител на нов живот на овој свет, веројатно според мене е тоа она нешто кое што ги задржало во тој огромен период на благосостојба, мир, разумно потребување на природните ресурси и буквално создавање на здрави потомства, затоа што гледаме дека тоа било огромно, само еден локалитет спомнам што бил, што ден археолозите кажале дека 8 на 4 километри. Кој знае колку има други, Бог знае само. И таа стара цивилизација, денешната наука, се повеќе има мултидисциплинарен пристап, значи се гледа една работа од повеќе агли за да се дојде до сознание, но тој култ кон големата мајка е всушност старото знаење за Македонија и е она што старите пеонски племиња и она што во древна Македонија се користело како знаење од жените, чие што сила животворна им помагала на мажите за да ја владеат како што треба. За да заедницата, општеството, подоцна државата и така натаму. Да те парафразирам. Владеел матриархат, значи жената била главна, но во максимален еквилибриум и еднакво со мажот, затоа што тоа бил единствен начин да се преживе. Точно така. Ако доминирал едниот на другиот, тешко дека таа цивилизација би обстанала толку многу. Значи тоа го имале
како импринт. Да повториме. Велиш 40 до 50.000 години пред нашата ера. Тоа палеолит и археолозите не знаат каде, они викаат до 200.000 години иде тоа. Ние карбон дейтинг што сме правеле, што имаме најстаро? Не знам, затоа што па не знам. Ево најискрено кај нас Била Зора што е толков локалитет нема јавно карбон дейтинг, камоли за овие, нема. Да не се лажеме. Така. Бидејќи ако идеме од палеолитот, велиш почнуваш ти од потопот. До потопот можеме само да предпоставуваме диносауруси, чат пат. Змејови што сакаме да. После тоа имаме сосема друга приказна. Ако е после палеолитот, ако е после потопот, после Дедо Ное, тоа треба да се расшири по спуштањето на водата од Арарат. Така, сега кај бил Дедо Ное, бил ли на Црно море, кај бил, тоа не се знае. Арарат. Така. Арарат заглавува, таму излегуваат. Кај после идат, тоа е веќе друга приказна. Збориме за 50.000 години. Мене ми е тоа малку science fiction и многу далеко. И едноставно како Да, не можеме да осознаеме, можеме само да шпекулираме. Само шпекулација. Дури ние немаме ни повеќе факти и сознанија според кои што би можеле да создадеме пред. Ова би била чиста шпекулација, дури не и Ама убаво е да шпекулираме. Не па шпекулираме за лошо. Да, таман си е така. Освен тие неолит, ние имаме рана антика огромна. Значи сега одиме во продолжуваме. Наваму одиме. Не, палеолит, па неолит, неолит. Сега одиме во неолит. Ги кажав неолитот, Рукбаир, Барутница, Алиндол, имаме неолит. Кога имаме неолит, ние треба да имаме освен камени орудија, ние треба да имаме метал. Па да не го утну таму, нели прво е камено, па железно време, прво немале, па почнале као според тоа да создават оружје, се тоа да се колат, да се тепат и така натака, но па имало катаклизми, имало и втор милениум пред наша ера катаклизма, некои метеори има паднато нешто, има паднато од небото 7-8 век пред наша ера според античките извори на овие простори. На овие простори на Балкан. Но денешната наука во Македонија, како сака нека звучи овоа, е многу далеку од она што светот оди напред. Ние доека да ги стигнеме со новите претпоставки и мултидисциплинарни приказни, тие веќе отидоа сите напред. Врати се малце. Ајо пише ги твоите, да речам, проекции што ги осознаваш. Што осознаваш? Какви катастрофи кога се случиле? Гледам многу штуро ги кажа. Објасни ги малце пошироко. Биди храбар. Слушај, како да сме у кафана и ми се договараме за емисија. Ево, за најналака. Постојат неколку извори кои што покажуваат за периодот, викат дека пеонците, па и оните дошле тука тамо 7-8 век пред наша ера, од Азија дошле тука и добро. Ама има извори што покажуваат дека баш тогаш 8-7 век пред наша ера нешто паднало од небото на земјата. Што било тоа не знаеме ние. Комета ли била, метеор ли било? Не, твоите размислувања. Не, тоа нешто паднало од небото и нормално е кај цивилизација кај се. Што ти мислиш? Не што знаеш. Секоја катаклизма носи промени. Секоја деструкција носи креација. Значи секогаш кога човечката цивилизација, човечкиот род бил поставен на рап на екзистенција, нели го спомнавме Дедо Ное и сето тоа, човечката цивилизација пронаоѓала начин како да опстане, нели, да се одржи да постои овде на овој свет. И тие катаклизми и сето тоа го само учат човекот како да му е билдаат стаминат, се му билдаат стаминат. Што по тебе се случило вака твојата визија? Па паднало нешто од небото, ако збореме за 8 век пред наша ера, ако паднало нешто од небото, направило кратери кој знае што направило, тоа може би топлински итаните на промени да предизвикало и според тоа народот тога и тргнал да се мрдне од едно место на друго, па можеме слободно да претпоставуваме дека таму кај што биле 1000 години пред тоа, па се оцелиле покрај некоја катаклизма, па таму удрила катаклизма, они знаеле нивните чукон дедовци кај биле, таму поминала радијацијата, да речеме у денешни термини, и си се вратиле на тоа место. Као пример, нели, доселување на словените, бла, бла, бла. Па, луѓе, тоа се, половинта од тоа се потомци на војските оставени од Александар, што после векови си дошле тука. Геолошки, да кажеме, имаме кратери кои се десетици илјади години стари, но немало никаква ерозија, како, например, оној во Аризона,
кај што и ден денеска во самиот негов центар има стопено стакло, има дури куќи, луѓе живеат таму и така натаму. Но ништо не е поминало. Додека, например, од Тунгуската катастрофа, која е последна, која ја знаеме, па наваму, гледаме дека овие делови каде што е со умерена клима, самата ерозија многу брзо ги покрива сите трагови. Затоа можеме слободно да заклучиме дека ако имало, многу брзо тоа било прекриено со дождови, со наноси и така натаму и тешко да го најдеме епицентарот каде и се случил. Но можеме, ако викаш логика, тие во центарот биле уништени, но тие од околината веќе бил невозможен животот и морале да мигрираат и мигрирале со култура и знаење на север, на југ или не знам каде. На југ им биле морињата малце поопасно било. Добро, докај било морето, не заџаве водно се вика водно. Каналите на морето биле до над Овче поле, до тука биле. У старо време, значи до пред турско можел си да се качаш на Пчиња кај Куманово на сплав и да те отера до Солун. Пчиња, Брегалница, Црна, сите биле пловни реки. Ај сега да те прашам. Еве барем за Овче поле, ако не за Македонија. Кој е по тебе првото утврдено место, првиот град цивилизацијски направен, најстарот? Ако сакаш... Бабинград. Бабинград. Каде е тоа? Што е тоа? Бабинград е помеѓу селата Орел и Макреш. Има еден огромен шилец рит и се вика Бабинград. Повик до сите, нека отидат, нека истражат. Кај се наоѓаат? Тоа е меѓу Орел и Макреш. Во Овче поле. Овче поле. У Овче поле, Бабинград, у близина на Кутлеш е Бабинград. Па ево, може археолозите нека направат официјални истражувања таму, па нека се уклучат историчари да видиме чија баба било тоа. Океј. На страна. Твоите размислувања. Зошто, што и како и впечатокот? Култот кон големата мајка, затоа се вика Бабинград. По некоја стара баба. Место каде што се негувала женската енергија и од каде што на владетелите им се давало потребната припрема пред да бидат пуштени во оној тест пред крунисувањето, затоа што пајоните, пеонците, имале ритуално со вода, со... Објасни го подетал. Пред потенцијалниот нов владетел да биде крунисан, прво треба да биде припреман нормално од старите и мудри жени и од советот на старци, од мудрите учители. Откако старите и мудри жени ќе го научат како да ја почитува животворната сила која што му е дадена и на него како носител на тоа, и на спротивниот пол како канал за отелотворување на тоа, тие млади воини биле обучувани потоа од советот на старци и биле припремани за искушението, тестот, во кој што треба да бидат пуштени во подземјето, да го поминат светот на предците, да го ги надминат стравовите, како во митриизмот со бикот, например, да ги поминат стравовите, за да можат да излезат од реката Полнорница и да бидат ритуално крунисани. Водата значи миење, знаеме тоа, во сите стари цивилизации, во денешните религии го има тоа со водата. И посебено во Овче поле понорниците и подземните води се многу важни, затоа што постојат подземни реки кои што буквално течат и ден денес, за кои што денес би рекол ние обичните луѓе не ни знаеме, но кој треба да знае, затоа што тоа е испитано и е детално и е јасно тоа на институциите. Знаат дека под Овче поле има вода за да пие цел Балкан. Зошто е тоа значајно и битно? Што го спомнуваш? Пошто ми збореше за ритуалите, како се спрема каравот. Така, Бабинград, водата, се тоа. Епа денес водата е повлечена длабоко под земја. Во една од емисиите заеднички спомнавме дека водата бега од лоши луѓе. Кога се уништил тој матриархат и се тоа, и кога све отишло без трага и почнала деструкција, тогаш и водата чувствува, има. Содом и Гомор? Да. До толку сме забегале? Па дури сега еве. За сега не прашав за тоа време. Значи имале и такви Златното телепериод. Златното телепериод. Дури имаме Овче поле предание дека телето било макнато кај нас. Што имаш сознанија за Бабинград како најстар град? Каков град? Тоа е моја предпоставка. Тоа е моја предпоставка. У археолошка карта на Македонија 2006. Не ме интересира официјалната, ми интересира. Таму живеале жени со посебен култ. Денес ќе го наречем овчеполски култ, по денес, пошто е Овче поле, со посебен култ на негување на женската енергија и таму биле учени тие стари жени кои што им помагале на владетелите да... Некакви мистични
Што, например? Што мислиш дека се правило? Дали тоа биле, не знам, алхемичарите се малку подоцна, дали тоа биле магови, врачеви? Еден обичен пример ќе дам, ова ќе го споредам со учењето на Питагора, значи у старо време прво требало да ги испитувале кој од каков гени, од каков сое, потоа ги проверуваат кој каков потенцијал има во периодот пред да влезе у пубертет као дете, кога влегуваат во пубертет и мажи и жени. Се стават на тест период и на пробен период. Мора прво да молчат минимум 3 години, па потоа да почнат да учат, па да учат 7 години, па после тие 10 години да поминат. Ова зборам као парафразирање на она што го знаеме као податок од прв милениум пред наша ера за древните школи и учење, што ми претпоставува дека тоа воде корена порано. И Питагора ја питувал гората, не заџаве Питагора. И по долг период на учење и молчење, дури потоа смееле да поставуваат прашања само во определени периоди. Значи, тие места, како Бабинград, како други локации во Овче поле, каде што има древни стари локалитети, се всушност градови од древна цивилизација за која што слободно можем да кажем дека ние немаме поим и дека она што официјалната наука го тврдат според нивните сондажни и повречни истражувања е далеку од тоа реалното создание како живеела таа цивилизација. Дури јавно веќе кажам, претпоставуваме веќе дека и она што се претпоставува дека е била зора, односно бела зора кај селото Кнеже, па можеби и не е бела зора. До сега нема пронајдено ниту еден запис на лице место, ја се нема пронајдено главната порта на градот и тана. Што тоа значи? Па тоа значи дека професорот Миколчич од 76-та направил убикација дека е тоа била зора. Од тогаш наваму археолозите што работат да наоѓаат од пеонија локалитети, најдоа палата владетелска и сето тоа. Но нема ниту еден запис и нема сега тие да отвориле 5 други градови антички околе, па да викат тие не се толку развиени, ова е голем. Другите не се отворени, стојат местата. Народот си ги знае места, археолозите ги знаат места, пише ги у карта местата. Па така слободно можеме да претпоставиме дека и она што се тврди дека е што го викаат Била зора или понашки Бела зора, дека е кај Кнеже, можеби кај Кнеже е некој сосем друг град. Зошто е таа битна во приказна? Затоа што е најголемиот град во Пеонија во антиката. И тоа е последното упориште на македонската царска династија пред Македонија да падне под Рим. И е тоа град кој што носи многу символично име, Бела зора, како што почевме со сонцето, со утрото, сето тоа го најавува. И е важно и битно затоа што ни носи увид во време за кое што ние се уште имаме многу оскудни информации. Зошто го велам ова? Хераклеја и Стови се најпознати кај нас. Хераклеја и Стови, ако идеш антика, многу малце Рим, рано христијанство. Па раната антика во Овче поле треба допрева да се истражува и доколку се отворат, доколку само на Била зора се тргне уште надолу, а и да се отворат неколку други локалитети, археолозите и историчарите ќе имаат полни раце работа и конечно повеќето ќе треба да седнат и да пишуваат научени трудови. Што мислиш, што ќе најдат по тебе? Многу сличности со она што го нарекуваат микенска цивилизација и тоа ќе покаже дека тоа што е тука, они викат дека е 7-8 век пред наша ера, ама дека личи на тоа од 1200-300 години пред наша ера, па ќе има тука гап простор од пола век, па нека се докажуваат што се случувало. Добро. Ако не ми кажеш каква е твојата визија, онда баре објасни ми ја микенската цивилизација за да добијам визија за каква цивилизација антика збориш. Луѓе со поголем раст од овој денес. Киклопски градби, камен на камен, мегалитни градби. Развиена технологија. Многу развиена технологија. Начин на обработка на камен прецизен, какви што ние денес не можеме ни со лазер ја направиме. Кај нас у Била зора, например, Бела зора, у Кнежи, на локалитетот Градиште кај село Кнежи, кај што се претпоставува дека археолошкиот локалитет Била зора, тоа само на камен да се види какви работи, денеска CNC машина едва го прави тоа. Тоа знаење, значи, ние можеме, они правиле антички бетон, чуда правиле. Ние ден денеска не можеме, иако мислиме дека сме најумни суштества на планетата и не знам као генерација, наводно сме многу напредни и сето тоа, сме многу далеку од спознавање на целата таа реалност, затоа што конкретно за Бела зора, па таму треба да уште една генерација да работи секоја година, за да се дојде до доле,
до градот, затоа што ова за кое што се потрошени. Што мислиш, да, колку е ископано и колку може да се ископано? Сега ископано 10% од тоа што е. Значи, колку метри? Сега се спуштени колку од врвот на Рио да се спуштени 5 до 10 метра, 5 до 10 метра од врвот. Предпоставуваш дека 3-4 пати подлабоко има. Тоа што е сега може да се види е 10, според мене 10% од тоа што е под земја. Значи многу повеќе. Многу подлабоко. Многу подлабоко. Една од работите кои ги збориш, за кои ја имам правено и со официјалната наша наука, официјалните археолози, тоа е геоглифот. Место за кое официјално стои дека нашите археолози биле таму, го испитале, вика потполно ништо не најдовме и нашиот единствен заклучок е, Виктор Лилчич тоа го кажа кај мене, човекот кој ја пронајде. Да, беше директор на управа за заштита на културно наследство. И го најде античката кочија во Пелагонија и така натаму. Прилично е отворен, мене ми се допадна човекот, отворен и за ова, но вика, ја немам докази. Моите докази, кога бевме таму, вика, наоѓавме само ровови кои нам ни личат исклучиво на ровови од Првата светска војна, без никакви работи. Ништо не најдовме по тоа. Што со те, вика, што со те што не постојат ни записи пред Првата светска војна, не постојат записи за ништо слично такво, вика, за да можеме да се повикаме на некаква компаративна... Не читал дневникот на Тодор Александров, се извинувам. Компаративната, да се направи компаративна анализа. Сега, ти напротив збореше овдека, сакам повторно да се навратиме. Од почеток ќе почнем за геоглифот, може? Повели. Бев 5-то или 6-то оделение, тоа беше 95-96. Во Свети Николе се појави фотографија сликана од веќе покоен човек од неговиот приватен авион, сликана од него, фотографирана од него, на кое што се гледа еден круг и нешто што личи белипса и нешто што личи на стрелка внатре. Доколку тоа место требало да се истражи, прво управата за заштита на културно наследство ќе си ја сработеше работа пред да ги донесам сите тие светски научници. За волја на вистината, тие дојдоа таму да направат површни мерења и сето тоа пред нашето второ истражување. Она што го објавија беше врз основа на детекторот што го носат, што фаќа, колку фаќа таму, 1 метар и по под земја. Метален детектор. Метал детектор. Добро. Тоа терено како изгледа и сето тоа. Сега одма една паралела. У Бончи има гробница, нели, ново античка, у Бончи у Прилепско. Добро. Таа гробница вика дека дошле војниците у Првата светска војна, качиле се на неа, демек пропаднала од озгоре и така. Сега. Никој не вика дека тоа место не било користено у Прва светска војна. Било користено, возвишение. Но, кога ќе дојдат воени лица, генерали у пензија и кои ќе застанат таму на лице место, не може тоа да е стратешки ров, како што викат овие археолозите. Војниците не викат така. Сега, тука има разлика. Сега. Тоа што е на земјата, со тоа на небото, као гледална слика, во периодот од 20 до 23 јули, е астролошкиот премин денешен од Дракулав, тоа е египетска нова година, изливањето на Нил, Сириус, Догдей, спојувањето на Сириус. Само да им кажам, намерно и за тебе, и за гледачите, одбив. Ја можев да ја направам многу телевизична оваа емисија. Значи, да ја илустрирам со спотови, се што ќе кажеш со фотографија. И тоа го правевме во претходните. Сега ја правам емисијата или да се сетат, или да прогуглат, или да создадат ментална слика. Бидејќи се научивме многу со телевизииве и со социјални мрежи, све да ние се издвакано, а ние сервирано, да го видиме. Значи, ти збориш многу детални работи, кои се прекрасни за дебата, да видаме 10 археолози и 10 луѓе како тебе, да се расправате, да ова, тоа би било феноменално, и 100 такви емисии и сето тоа. Но тој момент, ја од Паско Кузман го имам, моментот со неговите часовници. Он викаше вака пред 15 години, го немам тој интервју. Кога нуркав, кога ги барал, нели сите оние наоди во Охридско езеро. Чекај, се прашува човек колку било Охридско езеро плитко, кога ги наоѓал таму на 10-15 метри, знаеш. Так. Значи вика, визуализирам какви луѓе,
какви биле улиците, што правеле и така натаму. Часовниците ми се да ме вратат назад. Значи, има луѓе кои умствено навлегуваат многу длабоко, што се вика созрцуваат, онака се временски се транспортираат, буквално толку се навлезени вика во археологијата со толку не зборам љубов, но со толку вознес да буквално се преселуваат во друго време, па вика часовниците ме враќаат. Затоа и луѓе мислам дека можат да добијат многу повеќе ако читат. Ја ќе им ги поделим и твоите зборници овдека стојат, не сакам да стојат на крај, да ги поделиме на некои од гледачите. Значи се враќаме на тоа. Војниците велат да, плитко е, не може да биде ова. Може да биде ров, али не со толкаво значење како што овие археолозите го направија демекше. Оти од дневникот на Тодор Александров. Но што не, добро, зошто Тодор Александров би го земале како зашто Тодор е ученикот на овчеполскиот кнез Мише Развигоров. И што вели он? Тодор ја организирал војните единици кај нас. Тодор седе на богословец и гледа на ке кнеже и вика 24 или 28 турски логори на секоја ричка. Значи, тие ридови се користили од турците. Јас зашо викам, треба малку по-мулти... Ја не викам дека све знам. Не, одлично, продолжи. Треба мултидисциплинарен пристап. Не се објасни, продолжи го. Треба мултидисциплинарен пристап. И сега едно нешто друго. Ако тој геоглиф прав јас го нареков геоглиф, еден од првите текстови кои што го објавив, викаат Шаркофрит. Нека отидат кај луѓето од селото, оно може га пише на топографска мапа Шаркофрит. Шаркофрит е друѓорит. Шаркофрит е натака од боровите натака. Сега, дали Шаркофрит е од Шарена земја или од Шараца на крал Марко бил таму, тоа е друго 20. Ако по тој геоглиф немаше ништо, зошто не одбија со барањето за георадар? Не една неколку години поред. Чекај, нели дојде една екипа? Не, тоа е мојата екипа, јас сум член во таа меѓународна научна организација. Нели сондира? Не сондиравме, ние користевме неинвазивни, недеструктивни методи на истражување со кои што преку археоакустика, микрофони, хидрофони, ултрасаунд, инфраред и Тесла технологија слушаме вибрација доле и правиме слика. На тоа треба да се продолжи со георадар, за да се каже еве овие апарати тука сгрешиле со 2 метра. Зошто не дадоа георадар? Како што спомнавме и во минатите гостувања, една хронологија вака од почеток ќе дам. За тоа место ние у Свети Николе знаеме од 90-тите дека се гледа од авион. Символ некакав. Како? Кога ќе отидеш на лице место, гледаш рид, рови, дупки таму, нешто. Една као стрелка. Стрелка, да. Добро. Помина време, во една емисија кај еден македонски новинар излезе еден професор и го пуштија прв пат тоа на слика од Google Earth и кажа ова нешто има овче поле, личе на човек што се смее добро. Ја прв го пушти во емисија, али нема да се. Не ми е битно. Добро, важно ми е тоа за хронологијата. Важно ми е тоа за хронологијата. Добро. И ќе сакам ако имаш да извадим. Првиот новинар не постојат тие снимки, тоа е пред околу 18 години, прв користев на телевизија. Многу ми мило што ми го каже ова за да можеме хронологијата да го вклучиме. Google Earth. Значи првата година, ствари треба да видам кога е Google Earth. Луѓето викат дошол научник од Хрватска, од Водона. Нека се информират малку повеќе. Значи вака. Мене пак некој ми го посочи тоа да го отворам. Ја не добив некое провидение. Значи има. Добро. Вака. Станува збор за меѓународна научна организација со седиште во Трст во Италија, со членови од повеќе земји кои што работат мултидисциплинарни истражувања. Додека на нас не ни беа одобрен георадарот, во 2015 година тогашната управа на општина Свети Николе заедно со некои бизнисмени и научници направија пробни истражувања за вода на геоглифот, па по нашите недеструктивни истражувања, на кои што ние со нашите апарати не повлијаевме ни на црвците под земјата, тие донесоа едно од најголемите бушилици у Македонија и се обидува до згоре да проверат надоле што има. Направиле 2 дупки таму, стојат на геоглифот. Денеска никој нема извадено јавно документо според кој каква е таа дозвола за вода што се правило тоа таму. Кој го направил тоа? Треба да каже општина Свети Николе. Добро. Кој не дозволи радарско снимање на тоа место? Барањето беше уредно испратено како и претходното до тогашните представници од
Општина Свети Николе, Министерство за култура и Управа за заштита на културно наследство. Зошто не дозволуваат? Што беше образложението? Ако ви кажам дека ми велеа, ми звонеа на телефон додека беше екипата тука пред додат на телевизија и ме замолуваа да им кажам на моите колеги научници ако може да не збореле многу за Александар Македонски и тана и тана. Добро, тоа е разбирливо. Зошто радарот би бил проблем? Па ако нема ништо, ќе дое радарот и ќе покаже нема ништо и ние ќе испаднемо, ќе се избланираме, така ли? Океј. Ај сега да идеме у шпекулации. Што по тебе има таму? По мене или по истражувањето? Не. По мене има змеј, а по истражувањата по мене има змеј што го чува овче поле. Кој што сака нека си мисли. По истражувањата одоздоле 28 метра под платото на геоглифот има правилни интелигентни структури, шуплини, комори кои што можеби да се градба поради нивната форма и се тоа наликуваат на античка гробница. Објасни го змејот. Вака. Местото се вика, регионот од таму на кај Свети Николе, се вика Кандар. Знаеме дека Александар го викале Искандар, Сикандар на запад, знаеме за енергијата Кундалини. Ја ништо не знам за ова. Добро, оние што знаат, другите нека и прочитаат моите книги за да научат повеќе. Ја ќе продолжам натаму. Во македонската митологија, змејот и ламјата се две спротивно поставени ентитети. Змејот е чувар на бериќетот, на плодноста, на здравјето, а ламјата доаѓа од туѓ синор и го нарушува. Ламјата символизира град ќе падне, ќе го униште поврето, поплава, суша, глад, умират деца, тоа символизира ламја. Змејот символизира бериќето. Зошто велам змеј? Односот на македонската наука, македонските вршителите на јавните функции во Македонија, медиумите во Македонија и оние политиканти и квазиполитичари во Македонија спрема геоглифот, ми ја покажа мене целата колективна свест вака натацна. Па наместо да се запрашаат како тоа, јас немав ни 30 години тогаш, како тоа млад човек успел да собере толку врвни умови од цел свет и да дојдат у неговиот Не ми одговори на крај, прашањето. Ќе ти одговорам, сега го терам на така прашањето. Кога ќе се обидат сами да си го дознаат одговорот на тоа, можеби ќе научат повеќе за змејот. Зошто? Затоа што змејот е, како што кажав, не само чувар на бериќето и на плодноста, туку и на знаењето. Сега има еден еден апокрив. Сега има апокрив видение на пророк Исаија за последните дни од среден век, во кој што апокрифен текст, Евангелие, кој што не е признато, во кој што се пишува за последните времиња и безсрамниот змеј кој што ќе заседнал на дравениот сплав и ќе излезел на реката таен рај во овче поле и ќе ги соберел сите светски велможи на својот сплав и ќе им рекол јелате сега да ја видите славата моја, а ќе ги поведел своите другари како младоженецот кога ги води другарите на свадба, елате да ја видите премудроста Соломонова. Што е змејот? Змејот е древното знаење, мит на македонците и го символизира тоа, па затоа секој обид за дури да нема ништо под геоглифот, што не може да нема. Секој обид за дискредитирање на научниот тип, на луѓето кои што го промовираат тоа, на луѓето кои што го организирале сето тоа, представува само одраз на ламјата, односно на деструктивната енергија. Дали доле има записи или има жив ентитет по тебе? Мерењата покажаа дека тоа одоздоле пулсира посилно од сите локалитети на кои што мојот научен тим мерил до сега. У одредени периоди од годината таа акумулирана енергија тоа место ја емитира и ја зрачи. Таму луѓе можат да додат не само на тоа место, туку и на други локации во овче поле, за да едноставно ќе кажам за да се почувствуваат подобро. Дали е тоа подземен наш Стоунхендж кај што има некаква концентрација на енергија како што у пирамида или се работи за жив ентитет кој екзистира на некое ниво доле одоздола? Или имаме конкретно нешто, некоја технологија која е далеко од нас, сокриена од нас, а која не можеме се уште да стигнеме. Значи, кога рече змеј, ја буквално имав слика и прилика како змејот од Хобити,
вториот дел, нели, змеот што го чува златото. Само што во македонскиот така е малку така. Друг вид на змеј. Но, значи, како жив ентитет. Овдека сега се обидувам да ја добивам тојата слика и уште не ми е јасна. Значи, доле имаме катакомби, имаме структури. Интелигентна структура со шуплини со правилни геометриски форми, кои треба да представуваат простории, така, во кои не знаеме дали има или нема нешто. Да. За кои што треба да ни дозволат да донесеме георадар за да го потврдиме тоа. Тука Значи, има георадар, немало кој да ги работи. Сметаш дека тука има пишани текстови или Па дека јас се имаме... надевам дека кога се ме прашувале леле доле злато, дијаманти, чуда, богатства, не бе луѓе викаме на книга нека има доле и доволно ни. Еден збор да има и доволно ни. Не мислев нешто како Пандорина кутија. Некој ентитет на Па енергија затоа го реков и го спомнав која змејот. отвориме. Така, точно така. Ако на тоа место му се тргне со деструкција, тргнаа да го бушат. Сите луѓе кои што беа присутни на тоа бушење, нека тие што се уште живи, нека се живи и здрави, им посакувам, им се потврди дека кон такви места не може да се иде со такви намери. Право. На тие места не може Тоа да се иде значи, со деструкција. па на крајот на краиштата, може би од други сосема причини, тие што забраниле инвазивно мерење и направиле услуга у суштина. Времето ќе покаже. Значи, по тебе, тоа е место на древни знаења, На древната пеонска кралска лоза. кралска лоса. Интересно, интересно. Оти додека Александра бил до Индија, овие тука смеале да си коват своји пари и сето тоа. Не за џабе ги викаат археолозите, историчари, независните Како пајанци. по тебе, тогаш, бидејќи спомна, не ни дозволија, предпоставив дека сакаш да се направи геосондирање, но од друга страна, велиш дека е тоа инвазивно и може да предизвика. Не, а тоа геосондирањето е неинвазивно, георадар ќе си помине. Тоа што го правеа бушењето, тоа е инвазивно. Тоа е инвазивно. Избушија таму, значи тоа е деструкција. Добро. Ти си убеден дека доле има структура. Велиш дека Тоа го објавивме во 3 научни трудови во меѓународната научна литература. Така. Значи, велиш, кон друго ми иде. Значи, утврдуваме ова дека доле длабоко, колку метри предпоставка е твоја? 30 метра од повеќе. 30 метра. Како тогаш ќе се пристапи кон тоа? Од страна. Не одгоре. Можеш да предпоставиш од која страна е влезот? Пуштаме барање сега до Управа за заштита на културно наследство, дај Боже да ни го одобрат. И ќе го донесеме георадарот. Научниот тим е спремен. Но они се плашат повеќе да Нека не се најдеме живи и здрави. нешто античко, па да не ги налутиме грците. А ти идеш многу подлабоко од нив. Другари. Па у Скопје на цело тоа фамозно Скопје 2014 на ниеден знак нема 16 краци за да не се налютат грците. Што ќе се лажемо? Ќе правиле символика за не знам што. Незавршен символ, растурена работа. Што ќе биде со геоглифот? Кажи ми ги плановите и да направиме кратка пауза. Многу луѓе ме прашуваат, еве сега во овие денови од 20 и од 23 јули, ако се отиде таму на Изгрејсунце Савали, погледнете во небото горе, ќе ја видите Касиопеја како огледална слика на геоглифот. Баш сега во овој период од годината. Повтори? Доколку сега отидеме на геоглифот, после емисија заедно таму и застанеме сабајле пред да изгрее сонцето, тој последен witch hour, темниот саат, нели? Касиопеја на небото ќе се стои како огледална слика на геоглифот. Што по тебе тоа значи? Така било и пред 2300 години кога се родил цар Александар Македонски. Но за 10.000 нема да биде, бидејќи констелациите на Да, и па ќе ќе се сврти изменат. уште еднаш за да се наместат така. Но, тоа ќе биде милиони години. Проучувам малку Добро, астрономија повеќе. добро. Не е битно. Што тоа значи по тебе? Тоа значи дека секој што сака да, значи кој сака нека верува таму има ли гроб, нема ли Што значи тој гроб. геоглиф што е компатибилен со Сабавсо било како горе, на така доле. звездите? Како на небото, така и на земјата. Древните цивилизации се труделе да го отсликаат големата божествена креација на земјата. Конкретно за тоа место, дали е место за контакт со воземска цивилизација, дали е место за Хилинг. фокусирање на енергија или нешто? За погледнување кон внатре кон себе. Дали за да ги почувствуваш тие благодатни енергии треба да си таму на геоглифот или треба да си доле
во геоглифот. Луѓе кои што веќе се поврзани енергетски со тоа место веќе и не треба да се таму, го визуализираат символот и учествуваат тоа. Ти благодарам за првиот дел, ќе продолжиме со вториот дел, одиме со христијанството и доаѓањето на христијанството, Овче поле, Свети Николе и така натаму. Благодарам. Повели Реши. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Мерките за Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. од 23-тиот коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од антиката почнуваат и записите.
најчесто она што можеме да го најдеме како запис, а благодарејќи со доаѓањето на христијанството и организацијата на црквата, многу од работите остануваат во некаков запис или нешто по некои цркви и така натаму. Видиш дека доста записи си нашол за одредени работи, особено твоите зборници за Свети Никола градот, Свети Николе како што е официјалното име, си ги наоѓал по црковни библиотеки, архиви и така натаму, а потоа нели како се развива цивилизацијата, веќе и градските управи и така натаму. Свети Никола е епицентарот на твоите истражувања, на твојата, да речеме, енергија, бар така те разбирам, не е овој геоглифот, туку е Свети Никола. Така. Кои се најраните записи за тоа место, што било пред Свети Никола, кога станува Свети Никола и што воопшто доаѓа како промена со христијанството во тој крај? Значи почнеш од Свети Никола, јасно. од Свети Никола, па потоа го шириш ни село. Познатите записи, она што се пишувало како историски осврт за Свети Николе во минатиот век, како и за повеќето градови во Македонија, пишува дека кога Милутин Српски го освоил овај дел, дека од тогаш почнувале населбите, ама тоа и не е баш така. Тоа оди во прилог на она што било претходна држава и е далеко од вистината, затоа што на скоро сите тие градови каде што велат дека кога дошле Милутин и другите кога се договориле со Карло Шарло од Валоа за да го превземат овој дел, дека тие ги создале тие населби. Но, уште во старите книги пишува дека и кога дошол Милутин во Овче поле, таму била некаква црква Свети Никола и сега одиме назад. Во 2011 година, поради во нашата градска црква Свети Никола, која што е една од ретките во Македонија каде што може да се видат две цркви една врз друга, врз подземната црква старата Свети Никола изградена новата горе. Слушам, ја имаше многу влага во црквата. Имаше огромна потреба и уште има потреба за дренажа. Почна да се копа околу црквата. Се појави свод на ранохристијанска базилика и артефакти од 4 век од нашата ера. Што ни покажува дека точно каде што е денешната црква Свети Никола, одма до неа, тоа беше веднаш затрупано и се надевам дека во догледно... 4 век? Да, 4 век од наша ера. Од наша ера? Да. Значи тоа е Почетоците два века пред доаѓањето на словените со цевчиња под Дунав. Секако тоа. Уш, да, наводното доаѓање на Словенија. Молим те, сме ги измислиле цевчињата, како иначе првите гњурци. Александар Македонски е тој што го има организирано првиот нуркачки одред кога сме га гњурењето, тоа е за време на обсадата на Тир и Итанета. Тоа некој нуркал во стаклено буре. Тоа. И црквите Овче поле се појави тоа дренажа. Во Свети Николе постојат цркви, камени крстови и остатоци од стари цркви кои што формираат крст. Па вака. Кога ќе застанете на ридот Свети Илија и ќе погледнете кон градските гробишта Свети Стефан, тука е Свети Илија, тука е Свети Стефан, тука е Свети Никола, тука е Свети Спас. Тие две линии се сечат каде што е денешната полициска станица, каде што порано имало џамија, која била изградена врз црквата, која била срушена по Карпошовото востание и се викала Архангел Михаил. Во таа линија надолу до гробишта, во американско мало го викаме тоа, кога се копало за водовод. И тоа исто така биле најдени остатоци од ранохристијанска базилика. Иако тргнам јас сега тоа што го имам како пишано. Првиот текст за Свети Николе објавен е од еден од луѓето кој што ми е буквално звезда водилка во оваа работа, почитуваниот Мане Чучков. Мане Чучков кој што го објавува текстот Варошица Свети Никола на Овче поле во гласникот на Скопско научно друштво во 1936 година. И дури тогаш пишува дека во центарот на градот се наоѓани неолит, антика, стари артефакти и т.н. Јован Трифуновски децении подоцна во 62 го пишува исто така тоа. При изградба на стариот хотел у центарот на градот, кај пазарот кај денеска, најдене буквално неолит у самиот град. На ридовите е најдена кој среден век, тоа е горе, најдена е рана антика на ридовите, што покажува дека местото си екзистирало од порано. Тие цркви формираат совршен крст и ме предизвикаа да истражам кои се другите стари цркви во Овче поле. Па така, од моите покојни дедовци Лазар Серафимов и Ристо Гонев,
Најдов новинарски текст од Дедо Миристо од Нова Македонија од 78 година, во кој што он пишува дека црквата во Бориловци во Овче поле Свети Никола, која е датирана од 9 век, а потоа во 14 век е доцртувана, дека итно треба заштита и конзервација. Тоа било пред 50 години од сега назад. Од тогаш наваму уште еден куп народ напишал дека треба конзервација и реставрација, и црквата, среќа што тие стари мајстори ја направиле толку добра, среќа што си стои ден денеска. Нема направено ни конзервација, ни реставрација. Тоа покажува за апсолутна незаинтересираност на официјалните институции за овакви работи. Сведочиме дека наместо имаме ние прекрасни храмови стари, наместо да се обноват тие, да се заштитат, се прават нови цркви, што малку не кореспондира со грижата за културното наследство. Овче поле е преполно со рано христијански локалитети од раниот христијански период, многу цркви и еве сега ако тргнеме. Многу цркви се посветени на Свети Никола или на Летен Свети Никола. Кога првото име Свети Никола датира по тебе за градот? Како име на градот? Како име на населено место прв пат е у турските тапу дефтери. И Сви Никола, официјален документ. Но постои запис за Свети апостол Павле, христијанството овде доаѓа со Свети апостол Павле и првата покрстена македонка Лидија. Да. Тоа е историски кој век е? После Исус, први век, нели тоа? Први век, да. така. Доста голема дупка е таа од први век до трети век и многу малце предпоставам дека малку поинаку се градело или биле нели катакомно христијанство било на друг начин. Катакомно, нели, со рибата не било со крстот доминантен тогаш се уште. Нели рибата заради прогонот, па нели синови следбениците јаделе риба и символот на исцртена риба. Така, риба најчесто бил символ на место каде иделе да се молат. Не се. Значи, името Свети Никола ова место го носи многу одамна. Од ова што го кажуваш, значи збориме за град кој датира од антиката. Да, на локацијата тоа го детално разработи во книгата Свети Николе, главната населба во Вчеполската котлина и во зборникот за Свети Николе, каде што ги сублимирав тие знаења од старите текстови и во книгите објави дека да, денешно Свети Николе се наоѓа на локација каде што и порано постоела населба. Ние такви градови имаме повеќе во Македонија. Секој град. Кратово, Охрид особено, каде што слоеви и слоеви можеш, не за џабе го викаат Јерусалим. Они во Јерусалим и денеска искупуваат, не знаат што има и од кога има, така и со овие места. Дали истото, велиш, додека зборев и сам ми се убаци, викаш, секој град во Македонија е така? Да, буквално. Отиеве, у Кратово викат, кулите са од среден век итаните. Ама ја имам стари текстови у кои што од пред 100 години, у кои што пишувале луѓе у тоа време, дека тие се и од пред среден век кули. Значи, днеска ние малку, као и повеќето професори, научници, секоја чест за доследните и за оние кои што се лојални на науката и на повикот кој го имаат, но многу препишале, преправиле, не цитирале, не доправиле, додале свој, така информацијата се губи. И кој што спомнав, кога го земам Манечечков од 36-та, Јован Трифуновски од 62-та, имаме лаборат за проучување на Светиниколска околија од 47-та, значи одма после ослободување, кога одиле, они запишувале што треба, колку школи, колку вода, што треба да се прави. Па и таму има историски осврт на градот направено. Тоа е на машина куцано, оригинал го чувам од 47-та, папките ги имам. Сите работи покажуваат дека имало тука, како што кажат, на секој рид има остатоци од па подсвети спас ридот куќите и Урецко мало кај се копани, па тие камења личат на... Зошто имало потреба да се ставаат формации како геоглиф со црквите? Да формираат правилен крст? Ово со црквите правилен... Си присуствувал ли некогаш на изградба на црква? Да. Добро, не знам што си видел. Јас сум присуствувал во Струмица, каде што црква, пред да биде изградена, значи во современо време, каде што прво идеа мајстори со рашли. Значи едниот со рашља, таа ако го побарате зборот, ќе ви биде јасно. Дали ти е јасно за што зборам? Ја работам даусинг, работам рашли. Значи, ја со висок сум работал. Значи, рашља, дрво. Чеперашка.
Чеперашка, добро, на македонски, окей, рашля, кој покажува водите, подземни енергетските слоеви. Ја тоа можам со... Или со бакрени прачки, или со височи. Велат дека околу 80% од човештвото има сензитивна способност да работи со висок. Да. Значи, еве сега малце една мистика и екзотика да ви кажам. Земете висок, можете ако малце се фокусирате, да поминувате со раката на одредено тело, на пред некој човек и така натаму и да преку неговото одразување покажете дали е негдека болен и така натаму. Или да наоѓате енергетски центри позитивни или негативни во вашиот простор. Во суштина се работи, се наоѓа најдоброто место, има луѓе кои има виденија, првини и така натаму, каде се гради црква. И од прилика се знае местото. Но да се стави точниот локалитет на олтарот, мора со рашли. Зошто? Се бара енергетскиот центар. Што тоа значи? Предпоставувам дека тоа го знаат и свештениците, го знаат монасите, но и го знаат мајсторите кои се посветени на тоа. Значи, се работи најчесто она што науката со времена го нашла, се подземните води. Подземните води течат под силен притисок и удираат на карпи. Зависно од карпата, ова е објаснувањето научно. Има и тука некое малце и надприродно, но еве научното. По тој притисок, одредена карпа, од одреден слој, може да вибрира и да пушта вибрација. И тоа е така. Водата кога тече, она вибрира како и струја, создава едно поле. Полето на вибрации може да биде погодно, може да биде негативно. 430 геопатогени зони и така натаму. Значи, секоја црква е изградена на најпозитивното место што може. И после она самата делува како епископ врз целото ова. Така што, едно е да градиш црква, но мораш да изградиш на точно. Што по тебе, еве сега те враќам пак назад, извини, малце поише зборам него што треба, извини. Таман се. Зошто правилни крстови се појавуваат како енергетски зони на земјата? Затоа што таму веројатно и пред да дојде христијанството биле користени тие како енергетски точки и на тие локации познато е дека сите стари цркви се правиле во близина или непосредно до извори на жива вода. Па кај нас во дворот на црквата Свети Никола до 42-3 доаѓал народ да се мие за очобол од цела Европа. Тоа е значи кристалната структура на молекулите на водата можат да бидат не се сегде исти. Они зависно од почвата, од содржината на минералите, но и од притисокот на вибрацијата, можат да добијат одредена кристална, одредена структура, мрежа, на која може да делува благодетно за нас. Да, но може да делува и негативно ако благодетните води се општо познати низ цел свет. Така. Тука не може кој да, мислам, не се негира. Тоа е апсолутно се знае. Те молам, продолжи. Понекогаш одамна во Овче поле имало многу вода и многу силни извори на вода. Тие сами записи значи потврдени записи за тие чудотворни бунари, па дури и житието на Стефан Дечански за прогледувањето во Овче поле, старите преданија за чудотворните води во Овче поле. Целото тоа ни укажува дека да, старите градители, мајстори, биле многу добро запознаени со тоа. А зошто ги ставале црквите така како што ги ставале? Сега ќе споделам со тебе и твоите гледачи нешто, па доколку се застане во старите македонски села, да речеме, и доколку се застане во главната, на место на главната селска црква или на селската чешма, каде што имаш совршен видик на периферијата наоколу, и ако погледнеш тамо ти е Свети Ѓорги, там Свети Никола, там ти е Богородица црква, и еве, кој може нека помине. Пример, Свети Никола у декември. Нека застане на сред село, нека се заврте нека такво и дека види дека сонцето ќе изгрева од прилика најблиско од сред село, кад гледаш од кај Свети Никола што е црквата. Околе Ѓурѓовден, кад гледаш од сред село, сонцето ти изгрева околе Свети Ѓорги црквата. Значи некој, тоа не е само туку Македонија, тоа е така, но и нагоре и сегде е тоа правено. Визуелен календар создава. Баш така. Да знае кога доаѓа лето, кога има да има некој ориентација во времето кога доаѓа да се подготви за пролет, за и немало како сега, нели толку светители, празници, сето тоа се знаеле, тие биле.
или празници како маркери у годината, најголемите празници, најважните празници што се у христијанството. Браво. Сакам нешто друго да споделам. Во Овче поле живеел народ кој што се практикувал некој друг вид на христијанство според некој. Не општо прифатено, нели ересно, така навак. И тоа и ден денеска може да се забележи. Отакво и ќе парафразирам сега со еден пример од лани, кога црквите беа затворени скоро цела држава. Мене не се веруваше колку луѓе од Скопје, од други градови доаѓа на литургија во црквата Свети Никола во Свети Никола. Значи местото во многу тежок период за државата, нашата црква во градот и свештениците успеа да помогнат на многу луѓе. Тоа секогаш било енергетски центар сме биле ние и духовен центар. За жал у последниот век и повише, целата таа духовна, нема да речем спиритуална, не македонска, духовна вредност на градот на Свети Никола во Овче поле е занемарена и тргната на страна. Имавте ли, ајде да те забекам, Ајде. имавте ли случаи на корона заболени и умрени во вашиот крај? Да, имаше. Имаше? Корона заболени. Како беше ситуацијата по селата? Добри селата. Имам, Селата супер. имам податок дека во селата до ден денеска, освен значи во големите градови, во селата во Македонија немало случаи на корона, немало смртно заболени од корона, немало носење маски, немало ништо што асоцира. Жално беше, знаеш, што казнува луѓе на села за маски за ово назад. И сега што испоглобија толку народ за све и ево помина и никој не носи маски сега. Имаш ли ти впечаток дека цела оваа работа се одвиваше само во градовите? Како беше во... Мојот впечаток е дека таа корона е круна на нечим план. Не, Само ти во ред, кажува тоа. збориме за конкретни заболувања, луѓе кои пострадале. Имаш ли такви Тешка ми е сознања? темата, имав и смртни случаи у семејство и Така? поблиско и на Имав и другари јас, поблиски. ама Ево вака ќе кажам дека да, треба да веруваме и на доктори и на се, ама треба у Господ малце повеќе верувам. окей. Да се вратиме. Зошто нема црква кај геоглифот? Па нема потреба да има црква кај Геоглиф. Од јужно од Геоглифа е место што се вика Текен лък, значи таму имало текиња. А знаеме дека дервиши дека дошле ги правиле текињата на местата на старите храмови. Зошто немало потреба ако е така место енергетско силно и така? Затоа што тоа било веројатно според мене користено и во периодот од 9 век. Така некако за време на покрстувањето на Борис од Кирил и Методи на најголемата кревија на Брегалница во Овче поле, пошто Борис Михаил изградил бели цркви на Овче поле. Но зошто е одбегнуван геоглифот за градење на било каков духовен објект таму? Па, ајде сега да шпекулираме. Океј. Да шпекулираме. Дали си бил со висок таму или со рашлија? Со прачки и со висок, да, ја не, одам си јас со И прачки што со викаат? висок. Па, вратот добри се супер, позитивно место. Позитивно Одлично место. одлично Како на такво место, а тоа е епицентар, такви места се епицентар, не е изграден духовен храм. Па затоа што турско било селото тоа. Турците биле тука, Текен лък, значи Ама кај тој- до текињата тој- црква ќе направиш. Ама добро, пред да дојдат турците, зошто не било изградено? Добро, ево ај вака. Пример и мало нека црква. Пример. Бутнала се таа црква, крстоносци бла поминувале све. Паднала, земјотрес кој знаеш што. Ама нема никаков остаток на ништо. Па понаваку вакав има, знаеш зашо? Од геоглифо па канда па вакав. Вакав е земја на Рецко мало или на Рајацко мало, на најстарото мало кај што живеала рајата. Таа била вакавска земја и никад не била турска. А ово е одма после вакав. И таа била попска и земја на поповите и на рајата на народот на православниот народ што се живеел кај нас. И зашо немало црква таму? Па има црква поблиску. Има црква многу блиску до таму. Не е тоа одговор. Не е тоа одговор, знам дека не е. У ај ќе кажам. У Охридце наредени една преку друга, покрај што се една до друга. На премалку простор. Дано додека Охрид бил се развил како град, ова кај нас како старите градови веќе били уништени. Веќе били уништени, тоа е уништено многу, значи записот 11 век пример за полупразното Овче поле. Затоа што ние сме раскрсница, кај нас се поминале сите војски.
Така е. Сите се поминали. Секој е поминал. И Самуил, и Василий, претходно и римјани, и се тоа. Тука биле Македонија, Рим се тепале за последно тука. Тука е, прво кога се делиле Србија, Бугарија да го делат Македонија, границите до кај ќе бидат, па тука тие граници, на римските мериди, па тука Ѓуриште, Малино горе е границата. И тоа место, ако ме прашуваш дека кога дошло христијанството, зашо не се направило црква, дека не можеме да кажеме дали мало или немало црква, од кај знаеме, може под Ѓоглифу има и црква. Може би тие подземни простори се некоја подземна црква, не знаеме. Не знаеме што се. Што мислиш ти геоглифот, пак те вратив на геоглиф, од кога датира? Тоа дозгоре или тоа доздоле? И тоа дозгоре, и тоа доздоле. Тоа дозгоре е многу старо, а тоа доздоле е уште постаро. Тоа доздоле што е постаро, според мене, според моите предпоставки, ова не зборам според официјалните научни трудови, според моите предпоставки било користено у неолит и после тоа било користено у антика како свето место, како наследство на неолит, од неолит. Реминисценција на тоа старо свето место. Да те вратам. Колку цркви има тој крај? Дали постои и на предание тие легенда, места каде што ги викаш како што ги викаш Била Зора, такви места кои се И у Кнежие до Била Зора, Свети Никола црква што има и у старите сите они имаат цркви тука. Да. Добро. Колку цркви има тој крај? Постоеше предание на апсолутна дезинформација, као демек у стари книги тоа од бивша Југославија го пишуваше, па многу народ си го има земано као демек тоа е легенда. Нека ти мало 40 цркви у Свети Николе и дошле турците, све избутале тоа и останала само една најубавата црквата Свети Никола. Се. Дури на избори 2013 у програма беа пишале дека ќе прават параклиси, нели знаеме параклис што е, за спомени на тие 40 цркви и земаа да прават такви картонски црквички, па среќа народ рипна и кажа дај не се бламире. Се. Тоа нема никакви писмени ни материјални докази дека у Свети Николе имало 40 цркви. Свети Николе именувано клисали, што значи црквено, а тоа што они мислат крк клисали, тоа е на Горич горе, на Горичена е. Крк клисали со 40 цркви. Според истражувањата мои, на неколку луѓе од црквата, на неколку мои побратими, ние почевме пред неколку години да ги броиме сите тие стари кршчиња, цркви и таа. Бројката станува импозантна. Слободно ќе употребам оваа прилика да кажам дека не само Охрид и Овче поле имало 365 цркви за секој ден од годината. Одговори ми уште еднаш. Кон што покажува геоглифот? Кон Алшар. Директно кон Алшар. А Кокино? Нагоре е Кокино. Значи Кокино па геоглиф по Алшар. У линија. Може у права линија да Права ги линија, да, права линија. да ги повлечам од Кокино до Алшар? Да. Зошто кон Алшар? Алшар е многу стар рудник, за кој што ние појма немаме. Таму има лорандит. Што требале некому да му значи пораката гледај кој на Алшар? Може, гледај, пака се. Пред Алшар има и неколку места низ кои што таа линија Те минува. молам објасни. Зборувам ја конкретно Извини, за од Алшар. христијанство пак го напуштив. Ето ман си правиме муаве. Кокино се смета за една од најстарите обсерватории во светот. Алшар за еден од кај што еден И од тоа е најскапоценетите. научно признато и од Лорандитот од Алшар, од големиот доктор Соларис, Паскал Сотировски, доктор Соларис во Македонија, кој што пред 50 години работел во Медон, во Франција, во големата го истражувал неутриното од Алшар, кое што нели у ЦЕРН за антиматер, за тоа се користи тоа неутрино. Не, Јако сакам да кажем, зашто Добре. падува кон Алшар, за да ни посочи кон остатоците од древните цивилизации, кои и знаењето, кое што ние треба да се обидеме да почнеме да го спознаваме за да си го лесниме секојдневието и иднината. тоа се овие три клучни места кои водат од север кон југ. Север кон југ, а има и други примери, има една енергетска линија у Македонија што е паралелна со Вардар. Ја не знам Двете дали е страни. енергетска, но ова е физичка линија која ја збориме. Така? Да, да. Ако
е древното знаење не упатува кон Алшар, како тогаш тврдиш по логиката, по која логика тврдиш дека тоа е кај геоглифот? Зошто не би било тогаш и под Кокино? Па никој не вика дека не е под Кокино. Оти Дедо Зафир, големиот пророк од Шопско рударе, за Цоцев камен, ево, што у близина на таа линија тука, рекол ќе дое голема вода и ќе открие што е стоел цар Македон за македонците. Има пророштво од Дедо Зафир. Сега, старите луѓе, тие јасновидци, знаеле за тие работи. Они гледале напред дека нешто ќе се случи. Тоа е Дедо Зафир пред 100 години. Дедо Зафир е пророк од Шопско рударе, црквата кај Конјух, кој што има недено Свети Јован обсечен со визија, слеп човек бил. Српските весници пишувале за него, зборник за Кратово со Стевче, мојот пријател од Кратово, објавивме текстови од Дедо Зафир и пророштво. Тоа што се наоѓа на Кокино, геоглифот и Алшар, трите локации што ни кажуваат? Дека денешната свест и цивилизација, свест и наука нема доволен капацитет прво за да ги спознае тие места. Ние Кокино викаме обсерваторија и се тој толку до тук. Кој знае што све има таму, нели? За Алшар не знаеме. Не поиме за геоглифо, викаме збориме рови. за Лорандитот, неутрина да сме Неутрина, фаќале. да, ќе фатиме, да. И збориме за геоглифот рови били, значи ние за све тоа шпекулираме, а сите места се многу важни. Треба научен тим, мултидисциплинарен, на кој што ќе се и психолози, парапсихолози, јасновидци, све тоа да се уклуче, за тоа тие места детално да се истражат уствари. Всушност, се извинувам. Ајде уште еднаш да те прашам. Да ти отворам доле порта. Што ќе најдеш? Влесу на кај Агарта или на кај Шамбала. Што е Агарта, што е Шамбала? Влез во некакви подземни ходници, градови, можеби излез на некој друг дел од светот што не ни е познат. Или влез во внатрешната Инерарт. Старгейт? Старгейт нешто? Да. Нешто место за телепортирање? Нешто Хималај, Смулдашев, така. Со битие у Самади и сето тоа, остатоци од древни цивилизации. Па затоа на некои луѓе не им е дозволено да дојдат до местата, ги боли глава и така натаму. Знаеш што, јас сум малце попрактичен, иако ми се допаѓа таа духовна шпекулација која е многу, ја доживувам поетски. И ја сакам поетиката, бидејќи поетиката и уметноста немаат намера да се бават со факти и со они се бават со визија и со чувства. И затоа е толку убава и не треба да ми биде реална. Науката па е со уметноста е еден совршен спој. Вела дека вишата математика и поезијата се спојуваат во еден совршен спој. Гледам мртви звезди. Тука има страшна математика, поетика со екзактна наука. Паско Кузман кога беше кај мене, го прашав отворено. Прво Лилчич кога беше кај мене, човек многу практичар, многу прагматичар, нема продуховеност за овие работи, тоа му е работа и добра ја работи. Го прашав каде е гробот на Александар Македонски. Дали е тука, дали е таму, дали е овде, дали е онде. Ми рече, сите мои наоди, научни што ги наоѓаме, дека е тоа во Александрија, неговиот епицентар, најубав изграден град. Значи град кој го сакал и кој највише, нели, од таму му доаѓа и Клеопатра, Македонија, де факто на некој начин епицентарот на Македонија го изградил на цел Медитеран. Што стварно ако ја видиш Александрија првиот урбанистички план во историјата тоа на е човештвото. Да. страхота, ништо не е изградено така како што било тоа. Од друга страна, го прашувам Паско Кузман во моето интервју, кое за жал е во бункер, од суетни причини, не од друго. Од газлата на телевизијата кај што го правев, од суета. Каде е гробот на Александар? И ми рече, ако ти го кажам тоа, ќе избие Трета светска војна. И сега, се враќаме на шпекулации. На роден денот на Александар ќе ме прашаш за Александар? Денеска е роден ден? Прашаме. Добро, може е шпекулација, од кај знаеме. Крштеницата му ја неаме.
Се светската наука има потврдено дека се родил во периодот од 20 до 23 јули по денешниот календар. Бимбери Ќатврсен, голем да расте, да му расте тулето. Дека е жив и здрав, што ви кажат. Како? Се шегувам. Дали гробот на Александар е под геоглифот? Цар Александар е жив. Немам друг одговор. Добро, сите сме живи. Сите наши предци се живи. Тоа знам. Но зборам за местото. Не дај Боже да е гробот на Александар под геоглифот. Тешко нас. Не дај Боже. Не дај Боже. Не дај Боже да е само од 4 век пред наша ера и да е празно, без тело, доволно е. Оти тело, ако има, зборевме, ќе му извадиме ДНК, ќе се споредиме со тоа ДНК. Но рече дека најголемиот страв на нашите институции да дозволат ископување е таму да не се најдат некакви остатоци. Па и да не е Александар од Пеонија да се извадат, од Аудолеоне да извадиме, или од Аристон, од пеонците. Добро, Аристон доле го утепале со Олимпија, од Патрај, од Леон, од Аудолеон, да извадиме некој. Тоа ќе биде масивна гробница, како што до сега, локалитет како што до сега нема откриено во Македонија. Ние ве види, нема откриено ни една гробница од антика. Зошто е тоа така? Неоти не знаат археолозите. Може би некој не им дозволува, од кај да знаеме, шпекулираме, нели? Све у Македонија, Рим. Стоби Хераклеја. Е па Бела Зора кај нас? Што е постари од Стоби од Хераклеја? Зошто не дај Боже да е гробот на Александар кај нас? Е па нема ние прво човечки капацитети и ресурси човечки за да го изменаџираат тоа. Што мислиш, што ќе се случи ако го откриеме? Јанко, ние посетимо на рубу знаности, шпекулација и предпоставка, врз основа на која што ни одобрија да направиме научни истражувања и после тоа ни се качија на главата, како да ти кажам. Значи, у првата дозвола пишеше врз основа на шпекулација дека се бара тоа и тоа. Човекот што го зборим. После тоа бедна, они вакви онакви научници. Па ја да им кажам на сите тие што зборат така и тие јавни личности, креатори на јавно мислење, многу јаки новинари, блогери, не знам што се продаваат на партиите, гледам редовно. Вака сакам да им кажам нешто. Луѓе, прочитете ги биографиите на тие луѓе кои што беа на геоглифот. Видете каде се тие професори. Па помислете дали би си го ставиле својот личен интегритет, образ, знаење на тапет пред таа каква и да е македонска јавност. Поздрав до мојот македонски народ, кој што си го љубам, но не си го сакам граѓанството, кое што се прави многу модерно и се труди да обезвредни се што има врска во Македонија. Па така се надевам дека кога еден ден геоглифот ќе се отвори, ќе речем вака, дај Боже ништо да нема под нега ја. Па нека биде ово една убава авантура и приказ. Еве ги твоите книги, ги покани луѓето да читаат твоите книги. Прикаже ги една по една и тука ја завршуваме емисијата, бидејќи ни истекува времето. Одлично. Што ми донесе? Овие се донесени од оној пат, имаат и нови едишн. Овие се зборник за овче поле, книга. Покажи ги пред камера. Прва, еве оваа камера, добро, тоа е ова една. книга прва, имаме книга втора и овие идат до книга трета, четврта и пета. Значи имате 800 страни фототипи за овче поле. Секој е со различна содржина, символот го држиме цветот на животот, тоа е символ. Ова е зборник за кратово. Сврти го? Ова е зборник за кратово, објавен 2018. Прва книга во Македонија каде што може да се прочитаат оригинални текстови во нивната фототипна верзија, пишувани на неколку јазици за кратово, текстови од 19 и почеток на 20 век. Ова е Имагинариум. Ова е мојата прва книга Имагинариум, која што за жал веќе нема примероци од тиража. Дај ми. Зато ти реков на оваа да бидеш, ајде. На Имагинариум рецензенти ми беа почитуваниот Александар Станковски, Домагој Николич, Велимир Абрамович и Стојче Керев од Бугарија. Имагинариум е мојата прва книга. Освен тоа ги имам објавено овие што ги спомнав, имам зборник за Свети Николе што не е тука, имам овчеполски приказни. Издадовме Свети Николе главно поселение Овчеполско котлина, книга за Свети Николе на руски јазик објавивме. Ова се за овчеполските работи Свети Николе главната населба во Овчеполската котлина. Сите заинтересирани за книгите можат да отворат мојата интернет страница nikola.ovчеполе.mk или shop.ovчеполе.mk, каде што се достапни за купување. Сите заинтересирани за еди разгледница сум ти ставил. Што е ова? Овенот од Овчеполе. Зошто овен? На многу стара црква, живи здрави ќе дојдеш ќе се качиме. Зошто? Од Овчеполе Коч, водачот. Зошто? Па како кажавме во минатата, Господ е пастирот на своето стадо, а на Овчеполе живее Божиот народ.
Освен книги, работам и за да не го испуштиме најважното што е сега. Со продукција Аристон и Проспериум Филмс соработуваме со ансамбл Македонија, еден од најголемите ансамбли во државата. Ќе употребам оваа прилика слободно да ги поздравам сите оние кои што ја поддржуваат нашата работа на сите можни начини. Фала другари, пријатели, познаници, спонзори, поддржувачи. Фала до цел ансамбл Македонија, до тимот на Проспериум Филмс и на продукција Аристон. Специјален поздрав до Дуле и до Мио, одговорните за снимање. Успеавме да го снимиме овчеполско скоро минатата година. Веќе работиме на нови видеозаписи. Наскоро ќе се промовира Добро дошле Китани Сватови, песната која што е заштитен знак на ансамбл Македонија, за која што снимавме видеозапис во центарот на Скопје. Минатата седмица снимавме приказна за доселувањето на прогонетите македонци од Беломорска, односно Егејска Македонија во Овче поле, и приказ преку сценариото на професорот Јаневски за возот кој никогаш не дојде, илустрирано со старата македонска песна од Егејска Македонија Врва ми никнала там со Лунско поле. Па на оваа телевизија, на телевизија Сонце, да сме живи и здрави. Поздрав и до господинот Ѓорче Атанасовски од Великден натака, од Илинден натака ќе можете да гледате многу убави работи создадени од продукција Аристон и Проспериум Филмс, затоа што ова е единствениот медиум кој што на големо може да се промовираат такви работи. Стапивме во контакт со Ѓорѓе Атанасовски и ќе почнуваме веќе, почнавме со работка. Наскоро се што сме правиле ќе може ексклузивно да се гледа на ТВ Сонце. Ова што го збориме визуелно да го видат? Да, документарција? Да. Или да го отворат YouTube каналот на продукција Аристон и таму има што да се види. Океј. Јас ти благодарам за вечерашно гостување и тоа е тоа. Нека се јаве после емисија кој сака книга или неќе. Не можеме, немаме екипа, затвараме. Ја вака викам онлайн, кој сака нека ми пише на фан пејдж Никола Ристевски на Facebook, првите тројца што ќе ми пишат, ќе им пратам книга уште утре. Поздрав. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Во тоа со дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Република Македонија. Се разгледаше сервиси, сапорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто
ние да го оталотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите 2 чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Андрей 10. Како ќе успееме? Повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Сакам вам песна напишено, јас кога те гледам сакам, да сам се душе поблескаво, и од мене. Вино да пија и со Јанко вино да пија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик и тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираш како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Може за госпожата. Добро, еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готвот, од кој само седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе, шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ќе се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре, на сите им се златни, па ти, па, виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што вече 30 аверел сум јас, најглупиот, само слушај, не број. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти Боје да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Погорево ечка мамо планина,